Председателот на СДСМ Венко Филипче најави дека неговата партија ќе го блокира донесувањето на изборниот законник во собранието, бидејќи, како што рече, законот не е ниту европски, ниту демократски. Филипче изнесе три главни забелешки: електронското гласање на диаспората без можност за контрола, нарушувањето на тајноста на гласањето и ограничувањето на приговорите само на оние што се евидентирани во записникот. Според него, вистинската цел на власта е воспоставување контролиран изборен систем, како во времето на Никола Груевски. Овие три забелешки, ќе повторам, не се ниту европски, ниту демократски. Изговор е дека власта сака да го донесе овој закон само за да ја реализира што повеќе реформската агенда. Тоа не е точно. Тие сакаат да воспостават режим, сакаат да си отворат врата, можности, инструменти да го контролираат и злоупотребат изборниот процес. Предвид ние овој закон во собранието ќе го блокираме. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ќе го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да воспоставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Пратеникот од ВМРО ДПМН и подпредседател на собранието Антонио Милошовски изјави дека ставот на Филипче е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите од реформската агенда за кои Европската комисија досега дала високи оценки. Прво би сакал да напоменам дека ваквата најава од господинот Венко Филипче е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите кои што се дел од реформската агенда, а за кој што Европската комисија досега даваше високи оценки за нивното донесување и имплементирање. Втората работа, сметам дека Венко Филипче преку најавата за блокада на изборниот законник бара можно оправдание, алиби, за следниот изборен пораз или евентуално за бојкотирање на следните парламентарни избори без разлика кога ќе се случат. Инаку, како што најави Милошовски, предлог измените на изборниот законник ќе бидат доставени до собранието со сите усогласени измени според препораките на ОПСЕ ОДИХР, но без измените на членот 76Д, кој се однесува на средствата за изборно рекламирање. Причината за тоа, според Милошовски, е партијата Левица, чии представници во работната група сега одбиваат да ги потпишат измените што самите претходно ги побарале. Председателот на Левица Димитар Апасиев ги отфрли овие обвинувања, изјави дека за предложените измени не е постигнат консензус. Според него останале нерешени 5 клучни прашања, меѓу кои државното финансирање на изборните кампањи. Апасиев ја оцени ситуацијата како политичка дискриминација кон Левица и најави дека партијата ќе поднесе иницијатива до Уставниот суд за членот 76Д. Тој предупреди дека доколку процесот продолжи во оваа форма, пратениците на Левица ќе го блокираат донесувањето на изборниот законник.